Ова беше класичен приказ, сликовит, визуелен, аудиовизуелен. Зашто побегнавте од амандманска расправа? Безобразлук, повторно ќе кажам, хипокризија, луѓе кои што до вчера ги извршувале највисоките државни функции, да се однесуваат сега како да се луѓе кои што сега влегле во политика, мислам дека е ново, напредно ниво на подценување на народот кој што живее во оваа држава. И во ред. Тоа е ваше право. Со што логично се наметнува прашањето и ќе се наметнува, не може ние да збориме тргнете го тоа на страна, да не се враќаме назад, не, ќе се враќаме назад. И ќе зборуваме за сите работи за кои што сакате. Затоа ви викаме, поднесете ги, односно оставете ги поднесените амандмани да дискутираме за нив. Сега од една страна ние храбри, ќе издржиме, ќе ви поднесеме два амандмана, ама овие 140 не. Знаете што е разликата? Во тие 140 амандмана имате сигурно уште 5-6 за градот Кочани. Ајде да ги зборуваме. Не бегајте. Зашто да биде еден? Има 4 или 5 кои што сега ги повлекувате од тие 140. Зашто да не зборуваме еден по еден? Ајде да зборуваме и за пожарите, па граѓаните знаат. Па зашто се обидувате толку да го подценувате нашиот народ? Па добро знаат граѓаните тука, ве знаат и вас, не знаат и нас. Кажаа пред 12 месеци, ќе кажат пак. За да можете нешто да критикувате, треба тој кој што излегува да има кредибилитет. Во најмала рака да нема можност да управува институција преку која што граѓаните ќе може да споредат. Во спротивно е лицемерие и се граничи со безобразлук. Тоа е суштината која што сакам да ви ја кажам. Затоа вашата политичка стратегија е во ред, вие сте одлучиле дека така треба да правите. Добро, имаме 5 дена пленарна седница, ние сме 58 со коалицијата 78, ќе се јавиме сите за збор, да зборуваме, да кажеме можеби ќе дојде од влада дополнет предлог, ќе разговараме за сите амандмани, ќе имаме наративот дека опозицијата и покрај тоа што имала шанса побегнала од дебата, ги повлекла амандманите и ќе се соочиме со овие аргументи. Немаше потреба од такво епско бегање, од криење, од создавање на наративи. Тоа е ваше право, јас ви кажав. Што мислите дека треба да кажете, кажувајте. Ќе се соочиме со аргументите, за скоро време, ете поминува времето, ќе дојдат и изборите, граѓаните повторно ќе кажат дали некој сработил или не сработил. Суштината на крај доаѓа до тоа. Никој не ја спори, не го спори вашето легитимно право да имате политичка стратегија и согласно на тоа да делувате. Но ете, ние како владеачко мнозинство, кои што би биле заинтересирани можеби да нема дебата, стоиме тука, ви викаме луѓе, ќе дебатираме за секој проблем што го имате, за секоја критика, за се што сметате, еве, тука сме. Но нема подобра реклама, нема подобар приказ за одредена политика од тоа да индивидуалното, кое што ќе се прикаже да се види со слика, со визија, со тон. Безобразно е да имате резултат на избори како што имате, а некогаш да сте биле многу сериозна партија како што имало многу сериозен резултат. Не е во ред да го подценувате народот, бидејќи не ве гласал на избори и сега вие да кажувате на некој како да се однесува или не. Најмалку што требаше да го направите, доколку сте честни и сакате таа партија да исправите таму каде што било, да си поднесете оставки, да влезат луѓе кои што имаат кредибилитет тука да критикуваат. Вака ние немаме потреба никаков аргумент да имаме, секој од нас само треба да излезе на секој еден аргумент од вас и да каже: имавте можност да ја водите таа институција, 7 години бевте на власт, што направивте и тука завршува секаков аргумент во било која дискусија. Затоа ве замолувам, така сте одлучиле, нека биде така, но дава можност и собранието и дебатите, пак ќе ги студиме аргументите и на крај граѓаните нека одлучат. Уште еднаш жалам што одлучивте да побегнете од дебата.